Почитуван еврокомесар, пријател на граѓаните и на Република Македонија, Јоханес Хан, ние сме подготвени за нов чекор напред. Чиста препорака за почеток на преговорите со Европската Унија во извештајот за напредокот на Република Македонија за сите нас е силен мотив за следната тешка, но достижна цел. Одлуката за почеток на преговорите на Македонија за членство во Европската Унија на самитот на министри во јуни е нашата следна цел. Владата на Република Македонија уште поенергично ќе ги води реформските и политичките процеси во следните 2 месеци, за во јуни Република Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Црсто сме определени да спроведеме одржливи решенија за суштински реформи и по планот 369, врз основа на извештајот на Европската комисија, ќе утврдиме нов план за реформската динамика до крајот на 2018 година, кој што најверојатно ќе биде поврзан со имплементацијата на она што досега го одлучивме. Ова му го соопштив на еврокомесарот Јоханес Хан на средбата што имавме утрово, при што се заблагодарив на државите од Европската Унија што ги поддржаа нашите напори во обновата на демократските вредности. Извештајот на Европската комисија ги вреднува сите наши досегашни заложби и отпочнати процеси за темелни реформи и инклузивни политики, што се одлика на една демократски ориентирана држава. Во изминатите 2 извештаи на Европската комисија, заради длабоката политичка криза, назадувањето со реформите и констатацијата за заробена држава, препораката за почеток на преговорите беше суспендирана и условена. Условена беше со обезбедување демократски амбиент и демократски реформи, согласно очекувањата на граѓаните, согласно договореното во Пржино и согласно препораките на групата на Прибе. Оваа година препораката е чиста и безусловна. Република Македонија го задоволува основниот политички критериум за членство во Европската Унија, што треба да овозможи почеток на преговорите за пристапување во членство во Европската Унија. Мнозинската волја на граѓаните, застанати зад определбата за едно современо општество за сите, ја донесе одлуката за демократска и европска Република Македонија и за промена на стагнацијата со проактивни политики кон реформи и пријателства што придвижуваат напред. Сите знаеме и зошто. Затоа што членството во Европската Унија и во НАТО значи и подобра бизнис клима, и повеќе инвестиции, и повисоки плати, и подобар живот. И во оваа прилика, пред еврокомесарот Хан и нашите европски пријатели, сакам да се заблагодарам на сите граѓани, на граѓанскиот сектор, на политичките сите субјекти во државата за свесноста и одговорноста што ја покажавме заедно. Планот 369 што го зацртавме ги опфати итните реформски приоритети, нотирани во договорите од Пржино, извештаите на Прибе, забелешките на кои што укажаа во претходниот извештај Европската комисија, низ конструктивните политики на владата и низ соработката со сите засегнати страни и со широката политичка поддршка и вклученост на опозицијата во процесите, што е исто така вредно да се посочи. Донесовме важни законски решенија согласно успешни европски практики за независно судство, професионални разузнавачки служби, ефикасна јавна администрација и така натаму. Ќе овозможиме и професионални медиуми и доверливо изборно законодавство. Ги усвоивме најважните стратегиски документи со поддршка од сите парламентарни политички партии. Ќе продолжиме заедно со опозицијата и со граѓанскиот сектор да работиме и заедно да ги носиме одлуките и за сите други стратешки граѓански, државни и национални интереси. Тука мислам и на обезбедувањето широк граѓански и државен консензус во решавањето на спорот со Грција. Европската Унија со политиките на строго, но праведно оценување и на отворени врати помага
и мотивира во сериозните реформи со кои што се зафативме како Република Македонија и како регион, како и во фокусираноста кон достоинствени решенија за билатералните прашања. Само европските и атлантските перспективи на Република Македонија и на регионот во целина носат квалитетен живот за граѓаните и за нашите држави и само обединета Европа носи целосна стабилност и безбедност на континентот на кој што географски сите припаѓаме, како и шанси за наш вистински заеднички придонес во заложбите за стабилен и безбеден свет. Благодарам. Ви благодарам, премиере. Го поканувам да ви се обрати еврокомесарот Хан. Се извинувам. Сакав да ви кажам дека е големо задоволството што сум овде повторно во Скопје и што лично ќе ги најавам долго очекуваните добри вести и не би сакал да ја скријам мојата лична среќа што денеска сум тука на некој начин да прославиме заедно успех по толку многу посети кои што беа пред се посветени на управувањето со кризата. Значи исто така задоволство е што имаме пресконференција со медиумите толку рано наутро, меѓутоа во секој случај ова е натре, не сме надвор, сончево е времето, не врне, така што мислам дека условите се многу добри и мислам дека треба да уживаме во овој момент. Но тоа е еден момент и една обврска да се продолжи она што веќе беше започнато. Ова е еден пат кон Европа. Но мислам дека тоа е еден многу добар пат и останува уште многу да се направи, но уште еднаш би сакал искрено да ви честитам вам, на вашиот тим, на владата, вклучувајќи ја и опозицијата, бидејќи конечно тие беа многу сериозни во поглед на поддржувањето на ова национална цел, бидејќи ова е национална цел и има многу други можности и политички дискусии и секако парламентот кој што е друг доказ за демократска зрелост, нивното враќање во парламентот. Во секој случај сите овие страни придонесоа до овој момент кој што е многу важен момент за вашиот пат кон Европската унија. И мислам дека земјата и сите граѓаните навистина ја заслужија ова, како што кажавте, неусловена препорака. Со давањето на оваа препорака, сите земји членки ги призна фокусирањето на вашата земја во исполнувањето на условите кои што се неопходни за почнување на преговори со Европската унија и подоцна секако имав задоволство да го предадам овој извештај кој што сведочи за сето ова во пишана форма. Така што да не заборавиме дека земјата помина долг пат и покрај тешките околности со кои што се справуваше земјата за да ја надмине длабоката политичка криза и сега сте цврсто назад на европскиот пат, кој што беше и целта на сите овие напори и гледаме дека има позитивна промена која што се рефлектира едно обновено чувство на отвореност, енергија и надеж во земјата. Иако, значи јас на некој начин го чувствувам атмосферата и добрите вибрации во земјата и ова е нешто на што треба да се надоградуваме. Вашата земја стана ветување за демократска промена во целиот регион. Ние ова го кажавме со продолженото имплементирање на пржино договорот. Јас сум импресиониран од она што вашата влада го направи во имплементацијата на итните реформски приоритети. Реформите се спроведуваат, значи имаме отворени, транспарентни реформи, меѓутоа за да се задржи ова нема простор за задоволство. Моментумот на реформите треба да продолжи, особено во важни теми како што е подобрување на независноста на судството.
промената не е само во однос на подобрување на легислативата, туку и имплементација. Значи, солидна имплементација што е важна за бенефитите на земјата и за граѓаните. Мислам дека постои една одлична програма и мислам дека по планот на владата 369 вие сте направиле многу во поглед на усвојувањето на неопходното законодавство, но сега треба да се имплементира се това. И токму тука ние сметаме на вас во вашата одлучност, ова она што земјите членки сега го очекуваат и во таа насока вие може да бидете модел за регионот доколку имате конкретна имплементација, што всушност е друга поддршка за влегување многу скоро во, да речеме, следната фаза на нашиот однос, така што ве молам, фокусирајте се сега на имплементацијата. И бидејќи доколку сте успешни во имплементирањето, мислам дека ова е токму каде поединците можат да ја видат разликата, можат да ја видат додадената вредност на, така да речем, европската перспектива. Мислам дека добро почнавте и важно е да се одржи ова во текот на ова, во смисла на транспарентност и независност во поглед на јавниот сектор. Мислам дека кога зборуваме за целата европска перспектива, секогаш велиме целиот процес се заснова на заслуги. Исто така се работи за проценка на поединци. Тоа треба да биде засновано на заслугите на луѓето кои што работат во јавната администрација. Значи, не да се заснова на нивната поврзаност со одредена политичка партија. Туку квалитетот на луѓето, бидејќи имате такви каков квалитет во земјата и не треба да го испуштите. Јас лично ве охрабрувам за сите напори што се направени во доменот на комуникацијата за да се осигураат граѓаните дека злоупотребите од минатото нема да бидат повторени. И затоа ги охрабрувам сите институции и граѓанското општество да продолжат да се ангажираат конструктивно со правењето на неопходните реформи, контрола и рамнотежа. Како што кажав, главната опозицијска партија е назад во парламентот и јас очекувам целосно и конструктивно учество во политичките дебати и поддршка за реформите. Исто така би сакал да ги поканам сите чинители, државни институции, представници на државата да обезбедат понатамошен голем консензус во однос на оваа заедничка цел. Така што, господине премиер, јас исто така го поздравувам позитивниот прогрес и храбри чекори во засилувањето на односите и со соседите, и тоа е одличен пример. Во целиот регион земјата стана фактор на стабилност во регионот. Билатералниот договор со Бугарија беше многу позитивна иницијатива која што беше поздравена од целокупната европска заедница и исто така сум охрабрен од напорите кои што се инвестирани да се зајакне довербата со вашите грчки колеги во разговорите под покровителство на Обединетите нации. И јас би сакал да им честитам на министрите за надворешни работи. Ова не е лесно, меѓутоа сметам дека е важно, бидејќи се работи за решавање на билатерален спорт, надминување на проблемите од минатото и влегување исто така и овде во следното ниво на односите со другата држава. Јас многу ги поддржувам овие напори за да се постигне едно заедничко решение кое што сметам дека би можело да се најде многу скоро. И на крајот ние сите треба да бидеме обединети поради стратешката заедничка цел на Европската унија, односно членство. Комисијата сега која е повеќе подготвена и многу мотивирана, би сакал да кажам, за да ги поддржи, да ве поддржи на овој пат, како што и секогаш го правила тоа. Сега веројатно уште повеќе. Со целото срце сме ангажирани, бидејќи може да видиме конкретни резултати.
Не многу често политичарите можат да кажат сме постигнале многу. Тоа не е постигнување. Постигнување веројатно би значило доколку нашите успеси или барем моето оноко што ќе следи после мене ќе се сретне со вас за да влезете во унијата. Меѓутоа сепак сте вратени на правиот пат и тоа е она што е важно. Уште еднаш ви честитам. Одговори ќе го упатам премиерот Заев и комесарот Хан пред говорниците да се предаде извештајот комесарот Хан да му го предаде на премиерот Заев in front of the Ви благодарам. Првото прашање гостинот од Германија Клаус Вебер, Феникс телевизија. Повелете. Mr. Prime Minister. Господине премиер Клаус Вебер од Феникс телевизија Германија, имам две прашања, се извинувам што не е едно. Дали може да објасните, особено за луѓето во Германија, што значи ова препорака за вашата земја, зошто сте сега подобро подготвени од минатиот пат? И која би била користа за Европската Унија вашата земја да стане член? Благодарам многу на прашањето. Јас верувам дека преку камерите и граѓаните од Германија и од цела Европа ќе ја доловат нашата среќа поради оваа позитивна препорака. Македонија помина низ многу тешка криза и ова е потврда за успешното излегување од кризата, враќањето на реформскиот процес и враќањето на јакнењето на институциите на системот во Република Македонија. Јас сум среќен што успеавме за толку краток период, заедно со граѓаните, заедно со опозицијата, заедно со сите чинители во нашето општество да направиме таков исчекор и да добиеме кристално чиста препорака која што дополнително мотивира да продолжиме со имплементација на реформите за да вистински ги почувствуваат и граѓаните овде во Македонија, но и да ги видат граѓаните на Европската Унија. Сакам да знаат нашите пријатели од Германија, граѓаните на Германија, но и на Австрија, на Франција и на сите земји во Европската Унија. Од малата Република Македонија може да добијат додадена вредност. Ние сме пријателска земја, имаме европска култура, имаме европско минато, имаме европска иднина и може да бидеме само позитивна додадена вредност на сите овие убави европски вредности и убави перспективи кои што испраќаат секогаш порака на останатите континенти за вредноста на Европа. Ние сме дел од таа Европа и ние припаѓаме во таа Европа и знам дека можеме само да ја донесеме на Европската Унија позитивни работи, отколку нешто кое што би се сметало како проблематично. Оваа земја е мала земја, но е голем пријател на сите членки на Европската Унија и на сите граѓани на Европската Унија. Второто прашање според претходниот договор Марија Дивитарова. Марија Дивитарова, Телма Телевизион. Мистер Хан. Господине Хан, дали Европската Унија има план Б во однос на случајот на Македонија и Грција, доколку не го решат проблемот со името? Дали може да зборувате за одредена временска рамка, стратегија? Мислам дека ова е во секој случај важно. И би рекол дека ова е предуслов, меѓутоа, како што видовте, тоа представуваше една пречка во минатото. И сум уверен, што еднаш ќе кажам, дека ова е можно. Не затоа што би започнале преговорите, туку мислам дека дури е многу поважно да имате добрососедски односи со вашите најблиски соседи, бидејќи тоа е како да живеете заедно и важно е да имате добри односи со вашите соседи во соседната куќа, ако сакате, бидејќи тоа се луѓето кои што ги гледате секој ден, а не исто како со оние кои што живеат далеко. Дури од тој аспект многу е човечки да се има добри односи и ова секако ќе има влијание и на секојдневниот живот на македонските, на вашите и на грчките граѓани.
И кога зборуваме за Бугарија, овој договор е многу ветувачки и мојата сугестија е да се искористи оваа можност, односно моментумот кој што сите заедно го создадовте за да добиете договор што можно поскоро. Секако како секогаш во политиката ќе се работи за компромис каде што сега ќе треба да се откаже нешто со цел да се постигне заедничка цел. Значи од ваша страна еден од компромисите кој што е неопходен е исто така е неопходно како што и од грчката страна. Меѓутоа, како што разбрав, и двете страни се одлучни да најдат решение и многу работат да го достигнат тоа решение и на крајот да го имаме она што е важно, односно фер договор, правичен договор кој што ќе им служи на крајот на интересите и потребите на двете страни. Тоа треба да биде целта. Мислам дека е можно е во блиска иднина и мислам дека од двете страни, како што разбрав, на највисоко ниво има силна посветеност да се постигне тој договор. Благодарам на сите за вниманието. Се гледаме наредниот пат. Commissioner Hahn, thank you very much. Премиера, благодарам.